делницата меѓу Штип и Кочани, наместо сегашниот магистрален да стане експресен пат. Такви се најавите од владата за реконструкција и надградба на 27 километри на поранешниот патен правец М5, а сегашниот А5. Подигањето на квалитетот на сообраќајното поврзување меѓу двата града според студијата треба да обезбеди 2 ленти за возење од по 3,5 метри широчина, по 2 ленти за застанување, широки 2,45 метри, а покрај нив од двете страни да се истампонира пат широк по 3,5 метри за земјоделците од околните села да може безбедно да стасаат до своите ниви. Брзината на движење на возилата ќе се покачи од сегашните максимални 80 на 100 км на час. Сепак, во јавноста има поделени мислења дали треба сегашниот регионален пат да се надгради во експресен или да се изгради сосема нов автопат. Во овој осумаголник на тема експресен или автопат меѓу Кочани и Штип разговараме со Горан Левков, новинар истражувач кој на оваа проблематика работи веќе подолго време, и со Сашко Стефановски, професор по географија, влюбеник во природата, чии заложби се да не се нарушува постојниот еколошки и социјален баланс во регионот. Левков, која беше првичната идеја поради која што вие сметате и се заложувате дека магистралниот патен правец Штип-Кочани треба да биде автопат наместо експресен пат како што се предлага? Според проектите на Државната агенција за патишта, значи до 2014 година беше предвидено изградба на автопатско решение од Штип до Кочани. Значи тоа автопатско решение требаше да оди од Три Чешми, наместо дека завршува сегашниот пат што градат сега Миладиновци Штип, од таму да се фати приклучок до Кочани и со услови кои ќе се створат услови да се изгради автопатско решение до другите делови, значи Македонска каменица, Делчево, Црна скала да се поврзе со Ќустендил до Бугарија, до Софија, значи излез на овој регион со автопат до Софија. Не знаеме од кои причини владата го менува тој курс и прави некои проекти за експресни патишта. Како прво да кажеме дека како форма експресните патишта воопшто не се запишени во законите на Република Македонија и во европското законодавство. Значи експресни патишта како форми се среќаваат во нешто во Грција. Значи патишта со 3 ленти и други форми на патишта има, но експресни форми на патишта нема. Значи што предвидува тој експресен пат што сега го заговара владата и што го најавува овој директорот на Агенцијата за државни патишта. Тоа е еден пат, постоечки пат со плюс уште 2 метра од страните ленти за застанување. Значи тоа мора да го знаат граѓаните, тоа не се ленти по кои што ќе возат, туку тоа се ленти за застанување. Доколку ве фати на пример сообраќај на полиција дека возите по тие ленти ќе бидете казнети исто како да возите по забранета улица. Во текот на разговорот ние малку подетално ќе поразговараме за ова како новинар истражувач кој што веројатно се занимава подолго време со оваа проблематика. Веќе имате одредени податоци, детали кои што ќе ги кажеме во разговорот. Сега во однос на еколошката и социолошкото влијание на изградбата на автопатот, Стефановски, кој е вашиот став? Зошто би било подобро решение автопат наместо експресен пат? Гледано од овие два аспекти. Со самата изградба на ова сега замислено експресен пат, треба да знаат граѓаните на општина Кочани и соседните општини дека комуникацијата на луѓето од селата што се во Полскиот регион ќе биде многу отежнета. Значи тие нема да може да излегуваат сега на тие места каде што излегувале, пред себе да ги споменеме тука најблиско ни се селата Чифлик и Теренци, значи тие ќе немат приклучок директно на патот, ќе мора да доаѓаат на клучка до Тркање и потоа да одат за Штип. Исто важи и за Чешиново, кај Макмлин каде што е влезо таму ќе се прекине. Значи исто така од обработливите површини знаеме сега тие од една страна на патот преминуваат на друга. Во овој случај бидејќи брзината ќе биде ограничена на 100 км на час, тоа нема да можат во никој случај. Меѓутоа, знаејќи го менталитетот на овие луѓе, јас се сомневам дека некој со тракторот ќе помине залудно 15 на 20 км за да помине од другата страна на улицата, така да се очекува за жал дека ќе има многу поголем број на сообраќајни незгоди. Исто така од еколошки аспект рековте
фреквенцијата на возила со автопатот ќе биде за малку, значи за мал процент поголемо од колку што е сега замислена по експресниот пат. Меѓутоа време траењето на превоз ќе биде многу пократко по автопатот. Значи возилата многу помалку ќе се задржуваат на оваа делница, бидејќи тоа растојание ќе го минат за пократко и што е поважно ќе бидат пооддалечени од населените места што се тука поголемите во полскиот регион и од плодните површини. Знаеме тука дека главна оризовата култура. Неодамна се одржа една работилница, би рекол, едно запознавање, јавна презентација на предлог решението. Се одржа таа во Облешево, имаше, би рекол, релативно слаба посетеност. Граѓаните, оние кои што се најмногу засегнати, всушност и ги немаше на таа презентација. Беа искажани некои детали, пред се во делот на еколошката заштита, би рекол, и она што ќе значи од аспект технички ова решение како експресен пат. Левков, мислите ли дека тоа е вистинскиот начин да дознаат граѓаните што ќе им се случи во наредниот период со изградбата на експресен пат? Многу малку имаше присутни граѓани. Мој впечаток е од таа јавна расправа, и јас присуствував таму, мој впечаток е дека на таа јавна расправа значи имаше обиди се бараше начини да се сокрие тоа од јавноста. Мислам дека луѓето во Агенцијата за државни патишта беа свесни се и ќе бидат свесни во иднина што прават со ова. Значи има во експертската јавност со која што јас разговарав многу негативни мислења за тој експресен пат. Значи самите експерти тој експресен пат не го поддржуваат. Кои се причините? И од друга страна, например, имаше и многу луѓе незапознаени со луѓе што живеат таму, незапознаени дека има јавна расправа за тој пат. Значи имаше на самата јавна расправа имаше луѓе што дојдоа и што кажаа ние не знаеме што се случува овде. Сакат, мислам дека од државата, од институциите во Скопје сакат овој дел да го загушат на некој начин, овој дел да го остават слепо црево. Затоа што ако се поставеше автопатско решение во наредните 10 години, 10 до 15 години како што предвидува студијата, тоа ќе значеше нов импулс за овој регион. Значи тоа ќе значеше овој регион ќе добие уште една инфраструктурен објект, кој што инфраструктурен објект според големината, според капацитетот и според вредноста, според значењето за источниот регион, тоа ќе биде малтене инфраструктурен објект на векот. Ако минатиот век, значи 20-тиот век го одбележи изградбата на браната Калиманци за овој регион и знаеме колку таа придонесе, автопатско решение од Штип наваму кон бугарската граница ќе го одбележи 21-виот век. Значи тоа ќе биде најголем проект што ќе се случи. Знаеме дека секој денар вложен во инфраструктурата, враќа 3 денари. Значи, ако се вложат пари, тие ќе враќат во иднина многу повеќе како директни бенефити за регионот. А дополнителни ќе бидат и индиректни бенефити, значи за странски инвестиции. Во овој регион скоро и да нема странски инвестиции, тие што ги има, тие се минимални баш затоа што овој регион нема 1 сантиметар автопат. Значи кренувајќи од Велес до Делчево 1 сантиметар сега почнуваат да градат нешто и тоа со некои кредити. Овој регион значи нема 1 сантиметар квалитетна пруга. Последната пруга што е направена од Велес до Кочине е 60 на километри и таа пруга е направена во 20-тите години. Таа е 90 и 100 години стара. Значи на Балканот ова е пруга кај што има најмали брзини. Значи смешно е еден велосипедист од Скопје да крене во исто време кога кренува возот и во Кочине да го пристигне возот. Тоа е смешно, тоа е приказната со нашиот Јоже Јованов. Значи на неколку пати ја има тестирано брзината на возот. Нема развој на овој регион додека не се изградат некои квалитетни инфраструктурни патишта. Значи, ако се повлече автопатско решение, да се изгради автопатско решение со една делница барем во првите неколку години, тоа ќе повлече серија на други инвестиции, значи тоа ќе го развие целиот регион. Со експресен пат овде само ќе се направи мое мислење, мое гледање дека овој пат ќе биде гробница за луѓето од Источна Македонија. Добро, она кое што можевме да го слушнеме на јавната презентација е дека ќе има всушност уште 2 ленти на постојните 2 ленти, значи ќе се прошири широчината. Тука да се надобрзам ова. Мислам на прво место нека знаат граѓаните на Кочине, на градот, дека индустријската зона
ќе биде аут. Значи, директно луѓето што ќе доаѓаат по експресниот пат од Штип, нема да може тука да влегуваат во индустријската зона, ќе мора да одат на излез тамо, каде ќе биде клучката, на другиот крај на градот, па да се враќаат после тука во индустријската зона. А замислете па во Облешево како ќе биде. Кога брзината на патот 100 км, сега знаеме каква е состојбата во Облешево и колку сообраќајки има и како се вози на ова ограничување на брзината, а сега на истата широчина на коловозот ќе имаме зголемена брзина на движење и ако додадеме по 2 метра од двете страни, ќе испадне дека патот ќе доаѓа асфалтот веднаш до самите врати на куќите, не на дворовите. Сега се на вратите на дворовите. Ќе биде до самите врати на куќите. Значи, од тој аспект мора да се обрне многу внимание и мислам дека и локалната самоуправа на Кочани треба овде да реагира малку повеќе, бидејќи ова е голем удар за стопанството на самиот град. Она кое што рековме ќе се добијат плюс уште по 2 ленти, значи ли дека нема многу да помогне Левков? Тоа нема иш да помогне. Во безбедност. Значи во безбедноста тоа нема иш да помогне, дури и многу ќе одмогне, затоа што тие 2 ленти ќе стоат малтене така неискористени. Значи претекнувањето на возилата ќе се одвива на другата лента, значи целиот пат кој што е сега, целиот пат ќе дојде со некое мало проширување што е беззначајно. Нема проширување, 3,5 метра е коловозната лента за еден правец е 3,5 метри, пак ќе биде 3,5 метри. Да, а пристигнувањето на возилата ќе оди како што оди сега. Значи нема да има, например, пристигнување, нема да има нормално качување на брзината. Има спори возила, например, што идат 40-50 км на час. Овие камиони што се спори возила, дури и тракторите ако излегуваат на тој пат, мада не е дозволено. Сега ако излезе еден трактор, например, ќе направи колона голема. И сега сите тие возила треба да преминат на другата лента, на другата коловозна лента за да пристигнат, значи на спротивната коловозна лента. Овде ќе се создаде многу голем метеж. Значи метежот нема да се намали, туку дополнително ќе се зголеми затоа што тој експресен пат не го зголемува протокот на сообраќај. Мислам, не го зголемува капацитетот на патот. Значи на тие 2 ленти повторно ќе се одвива целиот сообраќај, а сега има некаде дневно според мерењата во студијата околу 6.500 возила дневно. А за наредните 8 до 10 години тој број на возила ќе нарасне некаде над 10.000 возила според проценките што се. Над 10.000 возила на секој пат, на секој јавен пат кој има над 10.000 возила, законски е пропишено да има автопат. Значи тој експресен пат во моментот кога ќе биде изграден, во моментот кога ќе биде пуштен во употреба, тој ќе биде веќе тесно грло. Значи тој веќе ќе нема капацитет да ги прифати сите возила. Друга работа е, во Облешево, например, и тие села, сите тие ќе бидат одсечени. Значи Облешево ќе биде пресечено на пола. Не можат луѓето од едната страна на селото правилно и прописно да идат на другата страна на селото. Тие сепак ќе излегуваат и сепак во тоа село, за жал, како многу пати досега, ќе има многу жртви. Значи сведоци сме пред 10 години кога 2 девојчиња беа згазени, тамо буквално беа згазени на тој пат, па луѓето штрајкуваат да се направат барем некакви заштитни огради. Сега тие заштитни огради ќе се извадат, тај дел дека завршува и тај помошен асфалт, уствари тамо ќе се постават и луѓето едноставно ќе бидат одсечени тамо. Добро, имаше предлог, можеше да се слуша на оваа презентација дека ќе се изградат дополнителни 2 помошни локални патишта, односно земјени патишта кои ќе служат за сообраќај на трактори, на запрежни возила, целата онаа земјоделска механизација. Нема ли да помогнат тие 2 патишта за да се растерети на некој начин, растовари овој експресен пат? Спомнавме преска на почетокот, може еден жител на Облешево или некое друго село да има 2 ниви од двете страни на патот. Една иста нива да биде пресечена, например. Значи, по помошниот пат треба да оде до првата клучка, нема да може да помине од другата страна на патот, туку мора да оде до првата клучка, значи неколку километри, десетини и повеќе некој пат, за да прејде на другата страна. Најтрагично е за жителите, например, за Чифлик и за Уларци, па и за Чешиново. Значи тие луѓе од Уларци, Теранци, ајде, мислам за обработката на земјоделско земјиште, ајде, например, да речеме од селото Теранци, луѓето немаат поддалеку е селото Теранци од патот, немаат ниви од другата страна, но селото Чифлик граничи со самиот пат. Значи во делот на кај пругата ти имат многу земја. Сите тие, например, се пристапи до таа земја, локални патчиња, а од друга страна и водна инфраструктура. Значи се тоа ќе биде прекинато. По телото на целиот овој пат
има уцртано водни канали, значи канали за одводнување и канали за наводнување, може да ги видиме тука од двете страни. Сите тие ќе бидат прекинети, ова ќе биде тежок удар и врз водостопанското предпријатие Брегалница скоро добар дел, да не речам 30-40% од инфраструктурата во полето ќе биде уништена. Сега тоа е ставено како имот на водните заедници, но според мои сознанија што се таму се оди да се вратат старите решенија, значи водостопанското предпријатие Брегалница повторно да си ја врати собственоста на таа детална каналска мрежа што е. И тука ќе има голема штета врз нив. Знаеме тие во која состојба се, голем дел од нивите, ако продолжи, например, со изградбата на тој пат, ако не се направат дополнителни водна инфраструктура, например, ќе донесе до нови поплави во Чешиново, нови поплави во Чифлик, во Облешево, во Уларци, например, ако не и се направат одводни канали. А никаде во проектите не се предвидени изградба на тие одводни канали. Никаде во тие проекти што се прават за тој експресен пат не е предвидена преместување на деталната каналска мрежа за наводнување, ниту за одводнување. Проблем за Кочани исто така, што за исклучување на Кочани нема да има клучка. Последна клучка ќе има на ова место каде што седиме сега, во тркање. За приклучок на индустријската зона, во Кочани нема да има посебна клучка. За некој иден пат, што општината планира да го гради од потегот Подлошки пат кон Бели, и таму нема да има исклучување за пониква за тој пат. Значи, моментално тој експресен пат е ужасен и катастрофален за овој регион. Значи, бидејќи ќе има проширување, нели, рековме од двете страни на постојниот коловоз, значи дека ќе мора да се земе и земјоделско земјиште ново. Тоа сака сега уште од два аспекти да погледнеме. Едно со експроприација после на земјиштето. Со градба на овој експресен пат фактички ќе изгубиме многу хектари на од најквалитетната почва од тука од полето што е, а нашата солуција што мислам ние што ја подржуваме за автопат сепак оди по ивицата на Кочанска котлина каде што бонитетот на земјиштето е многу послаб и таму многу поевтино ќе се помине. Така, мислев да тоа го оставиме за втор дел разговорот, што вие предлагате, односно за што вие се залагате. Рековме дека на таа презентација беше споменато, мислам, колкави површини ќе бидат одземени од ова првокласно земјоделско земјиште каде што поминува и сегашниот пат, значи оризови ниви ќе се уништат. Беше кажана некоја површина од се уништат директно, а ќе се уништат и индиректно. Мене повеќе ме загрижува и ова што спомна колегата, сакаме пониква да го правиме, нели, тука туристички центар. Туристички големски центар, сега вака нема да имаме приод директно кон патот за пониква, ќе мора да се оди неколку километри на клучка за да се исклучите за да влезете во градот од другата страна, па после да се приклучувате. А плюс да се навратам на безбедноста. Имаме сообраќај, значи во двата правци, кои што физички не се одделени возила, таа ќе се вози по 100 километри. Значи тука автоматски е најнебезбедно разминувањето ќе биде, да не зборуваме за претекнување. Значи имаме само во што ќе биде корекцијата на делницата Кочани-Штип. На неколку места ќе бидат неколку кривини исправени за да се овозможи таа поголема брзина, ќе се вози во двата правци по 100 км двете возила, а меѓу нив ќе нема физичка разделеност, така да мало невнимание или обично каменче да имате на патот, возилата многу близко се разминуваат на 1 до 2 метри. Мислам дека тука безбедноста е многу спуштена на многу пониско ниво. Левков, во студијата е испланирано некоја сума одредена која што ќе биде потрошена за да се изгради овој експресен пат. Беше кажано на јавната презентација дека таа сума навистина е ниска, веројатно ќе биде покачена во текот на изградбата на патот. И вие кажавте тогаш дека разликата меѓу трошоците за изградба на експресниот пат и евентуално изградба на нов автопат не е многу голема. За колкава сума се работи? Па добро, тоа се некои смешни суми, например, разликата е за некои смешни суми, за тоа што ќе се постигне. И во делот на парите, да речеме на владата да е некој приоритет да се и парите, да нема пари, па да речеме да гради експресен пат. Значи, тие предлагаат со некоја студија, со некои нивни изјави, например, дека тоа ќе биде направено за 23 милиони евра. Последно беше директорот на државни патишта, спомна некаде околу 30 милиони евра. Значи,
теоретски шанси нема тој експресен пат да се изгради за 30 милиони евра. Од друга страна, автопатското решение треба да чини некаде околу 70 милиони евра. А експресниот пат со сите тие негови детали што треба да се направат, моја проценка и проценка на експертите со кои разговарам и истражувам оваа тема, значи не е испод 50 милиони евра. Значи разликата е 20 на милиони. Дали и толку ќе има? Значи дали 20 на милиони евра, тие 20 милиони евра за регион како што е овој, од Кочани до Берово до Делчево се ништо за 20 и за 30 години. Значи тие 20 милиони евра малтене за првата или втората година ќе се вратат доколку се изграде автопат. Значи со тоа автопатско решение ќе се решат многу проблеми и многу повеќе бенефити има, што самиот автопат ќе си ги врати тие пари, значи ќе ги врати од патарини и самиот автопат ќе ги врати со привлекување на нови можности за регионот. Значи има опции според студијата за изградба на автопат, значи автопатот како автопатското решение за овој регион е оправдано и е препорачливо од експертите што ја правеа студијата. Значи таа истекува до 2015 година, нивна препорака беше за неколку години дека може слободно овој регион да има толков капацитет на возила и толков проток на сообраќај за да ги исполни сите барања на автопатот, и економски, и социолошки и така. А мерењата се правени последно 2010 или 2011 година, колку што се сеќавам, до 2015 година веќе ти излегува. Значи повторни мерења да се направат, можеби веќе автопатското решение ќе биде многу поисплатливо. И веќе ќе бидат возможни, например, нема да има, например, стравување дека тоа ќе бидат потрошени пари, кои што пари утре нема да се вратат. Тој пат ќе повлече многу сообраќај од Благоевград, од таа делница што е од Софија за Солун, ќе повлече од оваа страна према Велес, према Битола, за и Губеница пристаниште дошо во Грција за пристап до европските други пристаништа или до европските коридори. Разликата, драстична разлика има во однос на парите што ќе бидат заштедени и привлечени како регион. Значи, доколку се изгради автопатско решение, регионот ќе потроши некаде околу 400 до 500 милиони евра во наредните 20 години за одржување и за гориво и за сите други трошоци што ќе ги влече. Доколку се изгради експресен пат, тие трошоци на регионот ќе бидат некаде околу 900 милиони евра. 800 до 900 милиони евра, доколку се остави без никакви инвестиции, тоа ќе бидат милиарди и 100 милиони евра во наредните 20 години. Значи, ако малку ги погледнеме работите пошироко, како што треба да ги гледат проектантите и како што треба да ги гледат градежници, значи ќе видиме дека тој експресен пат и тоа решение едноставно не соодветствува на приликите во регионот. Значи тие луѓе од Скопје треба да дојдат тука, да видат, да ги измерат работите и реално да ги постават доколку сакат овој регион да го развиват. Овој регион моментално е најнеразвиен во Македонија. Просечната плата во овој регион е 15.000 денари. На ниво на Македонија е 22.000 денари, Скопје е некаде околу 26 до 7.000 денари. Тоа се податоци на Државниот завод за статистика. Овој регион, јас бев сега пред месец дена некаде правев репортажа во Италија, регионите кај што се најиселени македонци. Значи, Кочани, Виница, Македонска Каменица и Делчево, таму само во тој регион, Асти, Алба, Канели, Ница, Монферато, во неколку града има околу 40.000 македонци. А од Кочани до Делчево и Берово има околу 100.000 жители. Значи 40% од населението во последните 10 до 15 години е заминато. Ако се продолжи со овој тренд на неинвестирање, ако се продолжи со овој тренд на запоставување на регионот тука, веќе нема кој да остане. Значи ќе се иселат сите. Сакам уште да додадаме на друга работа. Значи државата, според законот за рамномерен регионален развој, има обврска во овој регион годишно да префрла некаде под 15 милиони евра. Значи според устав е пропишено дека 1% од бруто домашниот производ на државно ниво треба да оди за рамномерен регионален развој. Тој е според формулата за пресметување како најнеразвиен или еден од најнеразвиените региони на нашиот регион му следува по 14 милиони евра годишно. Со тие 14 милиони евра да ги префрлат како што треба, за 5 години ќе биде изграден автопат.
автопатско решение. Тие префрлаат годишно некои смешни суми и тоа за Штип, не само за Кочани, за најамо од Штип до Делчево некаде 200.000 евра до 300.000 евра. Мислам тоа е смешно. Под безбедносен аспект би сакал уште еднаш да се навратиме на она кое што ќе значи изградбата на експресен пат. Јас побарав податоци од секторот за внатрешни работи во Штип за тоа колкав е бројот на сообраќајни незгоди во изминатите период и оние бројки кои што значат жртви, тешко повредени лица. Предлагам да видиме еден мал исечок во кој што ќе бидат представени овие податоци, па потоа ќе продолжиме со разговорот. За само 2 години, односно во 2013 и 2014, на делницата меѓу Штип и Кочани се случиле 69 сообраќајни несреќи, што влегле во евиденцијата на секторот за внатрешни работи Штип. Во овие несреќи загинале тројца, а со тешки телесни повреди се здобиле 13 лица. Исто така, 43 лица завршиле со други потешки телесни повреди, а 36 мина се здобиле со полесни повреди. Кај 30 сообраќајни несреќи имало поголема материјална штета. Секторот за внатрешни работи Штип делницата меѓу двата града ја дели на два дела, односно Штипски од Штип до мостот кај Зетовска река и Кочански од истиот мост до влезот на Кочани. Во 19 сообраќајни несреќи што се случиле на Штипскиот дел во изминатите 2 години имало 2 загинати лица, 13 завршиле со тешки телесни повреди, 18 имале полесни повреди, а во 11 случаи е забележана материјална штета. На Кочанскиот дел пак се случиле 37 сообраќајни несреќи, во кои загинало едно лице, 7 мина имале тешки телесни повреди, а 18 биле полесно повредени, додека во 19 случаи е регистрирана поголема материјална штета. Полицијата ги забележала и така наречените црни точки, каде најчесто се случувале несреќите. На Штипскиот дел тоа се местностите Трската и Солак, во близина на селата Чардаклија и Балван. На Кочанскиот дел црна точка практично е целата делница, а најопасни се кривините кај селата Чифлик и Ударци, како и делот што поминува низ Облешево. Според полицијата, најкритичен момент за настанување сообраќајки е периодот после првиот дожд, кога на асфалтот се јавува лизгав слој од прашина и кал, најчесто поради излегување на земјоделска механизација на коловозот. Левков, видовме 3 лица за 2 години загинати според податоците на СВР Штип. Меѓутоа, веројатно оваа бројка не е точен показател затоа што во изминатите години наназад имало многу поголем број жртви. Да, во изминатите години наназад имало многу повеќе жртви. Овие 2 години се, да не речам, некои среќни години, например, дека имавме многу малку жртви. Значи, сведоци сме дека ние на овој пат сме имале само не за една година, во една сообраќајна несреќа сме имале по неколку жртви. Значи по 3, по 4, по 5 луѓе колку се гинати, например, во ова. Исто сакам овде да потенцирам дека во делот на гинењето на луѓето, со самото такво намалување на жртвите, автопатското решение треба да го намали бројот на жртвите. Со самата изградба на автопатот, значи бројот на жртвите што ќе биде намален, ќе бидат заштедени многу повише пари. Значи, според податоците на Швајцарски институт за осигурување, еден човечки живот вреди околу 1 милион евра. А на овој пат, значи во изминатите 20 до 30 години, вие како поискусен новинар се сеќавате дека се снимени тука многу сообраќајни несреќи со многу трагедии. Значи се проценува некаде од 200 луѓе, може и повеќе имат загинато на овој пат само. Тие 200.000 луѓе според овие параметри на Швајцарскиот институт, кои што педантно имат пресметано сите трошоци, би вредели некаде околу 200 милиони евра. Само штети од загинати животи. Самиот пат би коштал 70 милиони евра. Значи смешно е за некои 10, 15, 20 милиони евра во иднина да се прави проблем да не се гради автопатско решение. Значи едноставно не можам, како новинар што го истражува ова, не можам да сватам каде е логиката на овој пат. Значи, ако се проблем тие 10 до 15 до 20 милиони евра, баш сега разговаравме малку со господинот Стефановски. Нека се направи, например, една лента, како што предвидува студијата. Значи, една автопатска лента во првите неколку години, 7 или 10 години, тоа не е ништо ново, знаеме.
Постарите жители се сеќаваат дека автопатот Скопје-Велес например е правен во две фази. Првата фаза е направена 50-те и 60-те години, втората фаза е направена дури 1983 година. Значи нека се направи прво за тие 40-50 милиони евра една автопатска лента, со тек на време самата таа автопатска лента со патарините и со другите работи што ќе повлече, ќе изгради другата лента. Имавте и неколку бројки кои што сакате да ги презентирате пред јавноста, веројатно ќе бидат интересни. Господинот Левков спомна за трошоците за сообраќајни незгодни во изминатиот 20 годишен период. Јас ги имам пресметките од компетентни лица за наредниот 20 годишен период. Значи, во колку би се одело на решение за експресен пат, трошоците за сообраќајни незгоди ќе бидат некаде околу 72 милиони евра. А трошоците од сообраќајни незгоди при изградата со автопат би биле нешто помалку од 20 милиони евра. Значи, само на оваа ставка имаме 50 милиони евра разлика. А разликата во изградба на автопатот со експресниот пат е 20 до најмногу до 30 милиони, нема 30, 20 на милиони евра разлика за изградба на автопатот. Значи, привидно гледано, површински, експресниот пат е поевтин од автопатот за 20 на милиони евра, ама за 20 години трошоците што ќе се случат за двете варијанти ќе бидат 500 милиони евра повеќе трошок за експресниот пат отколку за автопатот. Ова само пример го дадов, 50 милиони разлика за сообраќајните незгоди. Ако ги ставиме и другите ставки како што се трошоци за експлоатација на моторни возила, разликата значи ќе биде над 1 милиарда трошоци имаме за 20 години за експресниот пат. На јавната презентација беа кажани податоци дека можно е во иднина, доколку се јави потреба, тој експресен пат да се надгради и да стане автопат. Па ја ви гарантирам дека во наредните 200 години тоа нема да се случи. Ова е последната шанса и единствена за Кочани. Ако сега се прошири по 2 метри ленти, да речем за застанување, каде што не смеете секогаш ни да застанете, тоа ќе биде крај со нашата општина. Наредното инвестирање ќе биде веројатно тогаш кога никој од овие сега што гледат нема да биде тука ми ги живите. Гарантирам за 1 до 2 века дека нема да има изградба никаква на автопат, бидејќи ова сега се гради еднаш за сите времиња. Тоа после ќе се имат оние алиби, лани ви правевме пред 10 години експресен пат, сега автопат. Значи сега со градбата на автопатот ние за тие пари 70 милиони евра ќе имаме два пата. Едниот сега што е постоечки и плюс нов автопат. А за нивните 30 до 40 што викате ќе станат 50, ќе го имаме само овој сегашен пат, преименуван како експресен пат. Со тоа што знаеме, имаме делница овде кај Чешиново што беше Коцките, во многу добра кондиција и тука имаме убав слој на асфалт, тој се ќе биде уништен, 70% колку ќе биде уништен од постоечкиот пат, за да се стави разгоре слој и за да има 2 метри од страните плюс за застанување. И стварно тука не ми е јасно, еве ќе ви прочитам цитат така од едно многу компетентно лице, господинот Александар Стојанов, кој што беше ваш гостин, мислам, заменик директор на јавно предпријатие, кој вели дека патот ќе има 2 ленти за возење и 2 за застанување, односно 2 ленти по 3,5 метри за возење и плюс 2 ленти по 2,2 метри за запирање. Односно, тие ќе може да се искористат за побавните возила да се тргнат настрана кога ќе дојде до пристигнување. И сега вака си ја замислувам оваа ситуација, ако тргнете од Кочани за Облишево или за Штип со некое побавно возило, позади ви доаѓа некое побрзо возило, сега што треба возачот да прави? Да гледа нон-стоп на ретровизоро, дали позади иде некој брз и да му се трга настрана, а што ако веќе настрана има паркирано друго возило за застанување? И тука се стават во подредена ситуација, овие помалку имотните луѓе што возат послаби коли, они што треба да прават? Нон-стоп да се потргат настрана. Исто како што во овој случај граѓаните од Штип па до Истибања, односно после и до Делчево, се стават во улога на граѓанот вторет, бидејќи они не заслужуваат да имат пат како сите нормални европски луѓе автопат. Туку еве на вас ќе ви замачкаме тука по 2 метра од страните, нека има за застанување, тоа е со вас. Тоа ќе биде крај со Кочани, тоа 100% е сигурно. Левков, која е таа опција да се изгради автопат на друга локација, односно по друга траса? Каде точно би требало да поминува и дали ќе се скрати или продолжи должината на сегашното? Па не, должината треба да се скрати патувањето пред се за Скопје,
треба да се скрати и тоа. Само по тој основ некаде треба да се заштедат неколку милиони евра, до сега што не се пресметани. Значи, ако се влече таа траса за автопат, треба да излезе некаде кај 3 чешми. Просторот што од Штип до 3 чешми, значи на тој капацитет на возила по 10.000 возила, што ќе трошат гориво, и тоа ќе чини некаде од 5 до 10 милиони евра според некои груби пресметки. Значи, тоа никој го нема пресметувано до сега, тоа ќе кошта некаде од 5 до 10 милиони евра. Само во тој дел може да се преклопат разликите помеѓу експресниот пат и автопатско решение. Значи, заштедите на автопатско решение може да се најдат секаде. Значи, каде и да побарате, во која ставка и да побарате, автопатското решение е многу подобро. Таа траса би поминувала... Таа траса беа предвидени две траси. Значи, беа предвидени две траси првично кога се правеа студиите. Едната траса беше од страната на селата Теранци, Видовиште, Мородвес, да излегува во Караорман. Втората траса беше од страната на селата од Тракање, да излегува покрај Бања, Спанчево, под Бања, Спанчево, Соколарци, преку Пишица да излезе директно на Три чешми. Според проценките таа е најдобрата траса. Таа е најдобрата траса затоа што го скратува од една страна патот за Скопје, од друга страна. Значи, таму има повеќе простор, има по-ниско бонитетно земјиште. Значи, само во делот можеби на селата Спанчево и Соколарци има некоја земјиште прва класа, па и Бање. Натаму за земјиштето е се втора, трета, четврта класа. Натаму зафаќаат делови на ридишта, каде што е многу поевтина изградбата на автопат, затоа што дел од ридиштата може да се земе како материјал, што ќе се потпунува тој послабиот дел што е. Веројатно има и државно земјиште. Да, целото е државно земјиште таму. Значи, кога ќе кренете на потегот после Злетовска река, натаму најголем дел од земјиштето е блокови државно земјиште што сега е дадено на концесии на неколку години. Трошоците за експроприација на тоа земјиште ќе бидат многу помали во однос на трошоците на експроприација што ќе бидат за експресниот пат. Значи, за експресниот пат по целото тело на патот ќе има експроприација на првокласно земјиште. Значи, 95% од земјиштето ќе биде првокласно, со прва класа, што е со највисок бонитет и што има највисоки приноси. Знаеме дека до 90-тите години Министерството за земјоделие имаше законски решение и силно се бореше првата класа на земјиште да се зачува. Значи, што е можно да се гради по послабо бонитетно земјиште, затоа што економските аспекти и економските придобивки од првокласното земјиште се многу поголеми. Знаеме дека од друга страна нашиот регион е земјоделски регион. Значи, вие ако на тие луѓе ги земете неубавите ниви, па тие луѓе нема што да живеат таму. Тие ќе мора да се иселат. Едноставно вие ги иселувате со изградбата на тој автопат и со тие помошни, например, два пата што ја ви гарантирам дека после 3 години од тие помошни земјени патишта што ќе бидат покрај експресниот пат, еден нема да биде во функција. Значи, тоа ќе се ископа, целокупната механизација што треба да оди по тие патишта ќе биде префрлена на асфалтниот пат и овде има да биде, не знам, жива кланица. Не е за подценување и геолошки ако погледнеме. Сега што зборуваше господинот Левков, таа траса е под цврста подлога. Значи, таму имаме друг вид на земјиште, односно карпи, а додека експресниот пат е во најнискиот дел од Кочанско поле, каде што имаме и доста блатно земјиште, доста тресетно, калливо, ќе треба прво многу појака подлога, па после. И веќе кога сме на оваа тема, само да ви прочитам препорака од Агенцијата за државни патишта, која вели вака: доколку се инсистира на иницијалниот планински период на вложување, за кој од оваа студија во оваа студија е извршено вреднувањето на варијантните решенија за автопат во полн профил. Постигнување на задоволителна економска оправданост може да се оствари доколку во првата фаза се гради една половина од автопатската делница Истибање-Штип. Значи, фактички од Каменица до Штип, половината некаде ќе дојде од Три чешми тука до Тракање. Значи, може да се гради половината, би била економски исплатливо, па после во наредниот период да се гради другата половина. Со тоа што услов за ова е да се чека уште 5 до 7 години. Ова тема ќе биде интересна, веројатно ќе се разговара, да, повели. Тоа веќе е исплатливата, значи студијата кога е правена, таа студија е правена 2007-2008 година. Веќе изминува тај период, тие 7 години, значи тоа е 2015-2016, во градежништво 2 години се како утре. Дали и како утре, веќе ако не е 12,5, не 5 до 12, туку 12,5 2 години во градежништвото. Значи,
Така гледано веќе таа студија, веќе овој капацитет на сообраќај може да речеме дека е доволен за изградба на автопат. Очигледно темата е неисцрпна, има многу податоци за кои што може да се зборува. Нема да претпоставувам ова да биде последна тема, односно последен разговор, не само со вас, туку и со други луѓе кои што се засегнати директно, експерти би рекол од оваа област, бидејќи се напоменува дека од догодина би требало некаков почеток на изградбата на овој експресен пат да започне. Ке зборуваме на оваа тема, реков, ке има многу прашања кои што ке треба се уште да се одговорат. Јас ви благодарам за информациите кои што им ги понудивме на гледачите, верувам дека малку подобро тие сега имаат познавање од тоа што ќе се случи со изградбата на идниот експресен пат. Очекувам дека во наредниот период ќе имаме можност повторно да разговараме на темата и да донесеме нови податоци, односно да представиме вистинската слика за разликата меѓу експресен и автопат. Ви благодарам на поканата, се надам дека малку барем дека им ги подотворивме очите на нашите сограѓани тука од општина Кочани и дека ќе превземат сите граѓанска иницијатива да биде се во корист на жителите на овој крај. Јас мене ми останува можноста да се заблагодарам на Канал 8 телевизија, која што одвои простор за едно вакво многу значајно прашање за развој на Кочани и за развој на регионот. Благодарам. Благодарам.